Почитувани мои, добар ден. Јас следите Црвена линија, а и ве во неа зашто ќе дискутираме со вас. Општинските јавни предпријатија должат 200 милиони евра. Се зборува за развој, ама единствено што расте се обврските на општините. Заглавени во лош систем, партиска негрижа и директори без одговорност. Денес ве прашуваме во Црвена линија до кога локалната самоуправа ќе живее на кредит, а јавните предпријатија ќе произведуваат само долгови. Тоа е она за што зборуваме денес со вас и веќе кога стартувавме со Црвена линија, напомена за оние кои што можеби се уште не сте запознаени. Секако Црвена линија секојдневно во однос на темите за кои што зборува со вас објавува и анкети. Денешната анкета на Црвена линија, која што има и е објавена во текот на целиот ден на нашиот профил на Инстаграм Црвена линија, што значи дека треба да не заследите таму. Кликнете веднаш на Инстаграм стори, таму Црвена линија денес ве прашува. Кој треба според вас да одговара за долговите во јавните предпријатија? Јас верувам ќе можеме да ја покажеме анкетата, имате и дури 3 опции за ваш одговор. Под А директорот, Б тој што го поставил или пак под В и директорот и тој што го поставил. Бидете активни на Инстаграм, потсетувам да следите го и профилот на Телма телевизија, затоа што Црвена линија анкетите ги објавува на Инстаграм стори и на двата профила. Секако неминовно е да ве потсетам да бидете активни на социјалните медиуми, тоа е забележано и драго ми е што ви има во голем број. Продолжете и во ова денешно издание, доколку и не се вклучите, не успеете или ви е полесно преку коментар да дадете одговор на денешното прашање на Црвена линија. Сторите го тоа секако на профилот на Facebook на Црвена линија, но и на профилот на Телма телевизија, каде што ние редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. А за учество во Црвена линија доволно е да се заврти нашиот добро познат телефонски број 02-307-0005. Без малку ќе повторам, секако да се намали задолжително целосно тонот на ТВ приемникот, што значи во оние 90 секунди кои што се предвидени за едно вклучување, разговорот да биде исклучиво преку телефонската слушалка. Не користете ниту интерфон, се со цел подобро да ве слушнеме, а и вие секако веднаш да можете да ги искористите оние предвидени 90 секунди. Добар ден. Добар ден, Тина, Кристина. Тина, само Тина, тоа ми е правото име и веднаш да преминеме... Христијанка си ти. Добро, ако така ме доживувате во ред. Ајде да преминеме на главното. Кажете ми, според вас... Од Дедороме имаш поздрав. Голем поздрав и до вас. До кога локалната самоуправа ќе живее на кредит, а јавните предпријатија ќе произведуваат само долгови? Види, Тина, овие политичари мислят само за себе, а не мислят за народот. А главен е народот, а не парите. Парата е отепувачка. Така рекол Рицо Хрде. И тие треба да мислят за народот. А Скопје го направи лом. Само смрде. Цела смрде Скопје. А во моето село Биџево не е така. Тоа е чисто село, чиста природа, чист воздух. Еве, според вас, до кога локалната самоуправа ќе живее на кредит, а јавните предпријатија ќе произведуваат само долгови? Зошто е тоа така? Тури има такви политичари, дотогаш. Политиката е курва. Така, Тина. Да ти кажам, политичарите, ја го избрав Менди Чура од Биџево за градоначелник Струга. Ајде да ве прашаме во однос на анкетното прашање. Кој треба според вас да одговара за долговите во јавните предпријатија? Дали директорот, тој што го поставил, или и директорот и тој што го поставил? Двајцата треба да одговарат. Значи опцијата под В. Добро, забележано. Во ред е? Во ред е, благодарам што активно земавте учество и со вас. Поздрав од Дедороме. Поздрав и до вас, останете и продолжете да не следите. Секако уште еднаш благодарам со вас. Ја започнуваме, односно вашето вклучување, оваа Црвена линија. Продолжуваме секако со вас, уште еднаш да напоменам, само ве молам, особено оние кои што прв пат ќе се вклучите во Црвена линија,
најверојатно еве не сте запознаени, многу е важно од кога ќе ве превземат во режија целосно да биде намален тонот на ТВ приемникот и не користете интерфон. Инаку ќе потсетиме општинските јавни предпријатија должат 200 милиони евра. Се зборува за развој, ама единствено што расте се обврските на општините заглавени во лош систем, партиска негрижа и директори без одговорност. Денес ве прашуваме до кога локалната самоуправа ќе живее на кредит, а јавните предпријатија ќе произведуваат долгови. Добар ден. Добар ден. Ќе ве замолам малку погласно. Добар ден. Добар ден, сега веќе подобро, повелете, ве слушаме. Да, се јавувам од Крива Паланка. Добро. И прв пат се јавувам на некоја телевизија. Драго ми е, верувам, не и последен пат. А гледам Телма и вака, сакам да поставам 2-3 прашања. Ало. Продолжете, внимателно ве слушаме. Ама сега немој да ми ги снимате прашањата, ја не сум обичен човек. Ама ве слушаме, продолжете. Во емисија сум веќе. Да, да. Вака, ќе ви кажам. Сите овие работи што се случуваат и кои се јавува по сите телевизии, пратам по нешто, денеска гласам, утре критикувам. Да, еве, пратам на телевизија дека сум во фон. И ќе ви кажам една работа. Кој ќе одговара за тоа што не извршил? Тоа се класични демагоги. Добро, благодарам многу за вклучувањето и драго ми е што добивте порив за прв пат да се вклучите во контактна емисија. Како што паметам, немате таква пракса, ни верувам нема да биде и последен пат. Правилото во црвена линија е 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Прво ќе ви се заблагодарам за учеството и секако ќе потсетам дека можете и повторно да го завртите нашиот број 0230700005 и секако да продолжите, односно да се доискажете или надополните во следни нови 90 секунди. Токму поради од ова правило се разбира на 90-та секунда кога навршува, автоматски се исклучува линијата, бидејќи тоа е правилото. Така да и ве го поздравуваме уште еднаш гледачот и секако очекуваме во текот на ова издание, доколку има желба и волја да се вклучи повторно и да се доискаже. Еве, слушнавте во продолжение, имаше и прашање кој ќе одговара за тоа. Кога зборуваме за прашањето на црвена линија денес до сите вас е: јавните предпријатија трупаат само долгови и никој не одговара. До кога ќе биде така и кој треба според вас да одговара за долговите во јавните предпријатија? Дали е тоа директорот, тој што го поставил, или и директорот и тој што го поставил? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ова црвена линија денеска треба да ја прекрстите во жешка црвена линија. Затоа што со години тоа се дешава во Македонија. Не само јавните предпријатија, и во јавните установи. Кога се менја власта, кога доаѓа наредната гарнитура на власт, се менја директори, управни одбори, надзорни одбори. Се примаат нивните луѓе, да не кажам, се ствара еден вид партиско-јаничарска бригада која ништо не работи. Или еден работи, а има 5 шефови овде. И затоа са тие толку големи долговите. Никој не одговара за тоа. Се изврши примопредавање после 4 години и продолжуваме така секоја година. И тоа се врши прогон на луѓе по разни основи, луѓето бегаат од градовите
од другите градови и надвор од Македонија. Прво, треба долго да си го врати општината, припријатието да се најде. Тие што са примели плати изнад републичкиот просек, да одговараат и градоначалниците кои ги поставуваат и директорите кои немаат никакво посол со работа. Благодарам многу и вам за учеството и споделеното со гледачите на Црвена линија. Доколку сакате нови 90 секунди, еве и вас ве охрабрувам и секој ден се разбира додека трае Црвена линија, повторно да го завртите нашиот број. Подсетуваме денес во Црвена линија за оние кои што подоцна се вклучивте. Зборуваме за општинските јавни предпријатија кои должат 200 милиони евра. Се зборува и слушаме за развој, ама единствено што расте се обврските на општините, заглавени во лош систем, партиска негрижа и директори без одговорност. Кој треба според вас да одговара за долговите во јавните предпријатија? Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот веднаш. Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Видете вака. Добро е што појаснивте дека се работи за општинските јавни предпријатија. Меѓутоа истото нешто се случува и во републичките јавни предпријатија, така да мислам се знае кои се. Патишта, што ти ја знам, МЕПСО, едно друго, се тоа јавни предпријатија. ЕСМ, и таму е исто тепачката за да се нафатират луѓето. Тука е. И новата власт си поставува своји луѓе, тие своји луѓе едноставно цело време крадат, работат и крадат нормално, има шанса да украдат и крадат, но после тоа другата власт ги суди, ги тужи, ги влечка по судови и едно друго сите. Така и во општинските предпријатија. Истото се случува и во општините. Затоа и токава и долгови. Видете ги луѓето кои што биле на раководни места таму и кои што биле близко до касата, општинска каса. Видете ги сите се нафатирани. Сите се нешто друго, не се истите оние кои што беа до вчера. Се разликуваат. Значи, нафатирани се. Или лапнаа по едно станче, или лапнаа најмалце едно станче. Така, благодарам многу за учеството и за споделеното со гледачите на Црвена линија. Во продолжение додека очекуваме ново вклучување, да подсетиме дека активно учество во Црвена линија додека трае ова издание, па дури и по завршувањето на ова издание, дискусијата меѓусебно може да се продолжите и на профилот на Црвена линија на Facebook, но истовремено Црвена линија темите ги објавува и на зидот на профилот на Телма телевизија на Facebook. Пристигаат веќе првите коментари, а еве како изгледаме таму. Кој треба да одговара за долговите во јавните предпријатија? До кога локалната самоуправа ќе живее на кредита, јавните предпријатија ќе произведуваат само долгови. Тоа е оно што денес дискутираме со вас. Да видиме што ќе кажат останатите гледачи кои што допрва се вклучуваат во Црвена линија. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Екипа. Повелете, ве слушаме. Вака, па ја да ви кажам, се слагам со сите што кажаа тоа. Навистина, треба малку да има обзир секој што прави и како прави. Нафатирани се, што вика човекот пред мене. Зашто? Затоа што си имаат станчиња, резерва, а тие рамбачите тамо што работат и они си зимаат и затоа се во долгови. Толку имам да ви кажам. Според вас, кој треба, се извинувам, ве молам, кој треба да одговара за долговите во јавните предпријатија? Дали е тоа директорот, тој што го поставил, или директорот и тој што го поставил? Само директорот што го поставил. И тие над директорот што се. Толку имам, пријатно. Толку благодарам, може би покуси од предвиденото време, но сосема јасни. Уште еднаш благодарам за учеството. Продолжуваме понатаму за оние кои што подосна ја
се вклучувате и ја следите Црвена линија. Не заборавајте да бидете активни во денешната наша анкета. Инстаграм е се што ви треба, заследете го нашиот профил Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Штом го сторите тоа, кликнете и на Инстаграм стори. Денес ве прашуваме кој треба да одговара за долговите во јавните предпријатија. Имате 3 опции за одговор. Под А, директорот, под Б, тој што го поставил, или пак под В опцијата и директорот и тој што го поставил. Продолжуваме со вас во живо, а наскоро ќе почнеме и со коментари. Пишувајте, бидете активни и на Facebook, а јас велам добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, све слушаме во Црвена линија сте. Сега, арно прашање убаво, треба еднаш да рачистат, мислам премиерот сега. Јавно предпријатие, тоа се знае градоначалникот, он е менаџер, треба да стави прав директор. Директорот си води рачун за работниците, кој како му работи, тука нема, тоа е јасно како сол. Али ако не чини директорот, одма менја и го препрати. Се знае, ако не можеш да водиш, тоа е нормална процедура. Секој работник ми одговара на секое свое место. Тоа е чисто као соза. И сега треба овие, мислам, локалната самоуправа, само средствата се слабо. Треба премиерот тоа да рачисти. Толку припаѓа за толку работници, возила да може да се обнови на време и да се работи секој спрема способноста. Ако не, мислам, способен директорот, ако не, одма го менја. Премиерот е за тоа, мислам, за тие, за локалната самоуправа, градоначалникот си ги распоредува. Има да биде како солзат. Еве, имаме поверење сега да почне хорте оваа што не девери Арсонска, да направи гант на градот. Детето е од мајка стара, што викаме родено, си ја знае работата и ќе го направи гант Скопје и сите мислам општини со работка заеднички. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Еве и додека очекуваме следно вклучување, особено за оние кои што не сте запознаени со правилата на Црвена линија, имаме едно исклучително важно правило. Тука сме безкомпромисни. Црвената линија веднаш се активира доколку во излагањето се користат неуместни зборови, навредливи, се разбира пцости, говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Така да се држиме до пристојноста, а тоа ќе ве замолам да го сторите и доколку сте активни на Facebook, бидејќи навистина сакаме да ги споделиме со јавноста коментарите, но доколку има погрдни зборови, навредливи, тоа нема да можеме да го сториме. Добар ден. Добар ден, поздрав од Допред. Поздрав и до хриѓани кои што следат Црвена линија. Прво да кажеме најоригинално. Јавните предпријатија ништо друго не работат, тоа што стварат загуби и ги трошат парите народните пари за непродуктивни работи. Овдека спомнавте дали е директорот крив или е тој... Не, кој треба да одговара според вас? Дали е тоа... Треба да одговарат двајцата затоа што тие делат меѓу себе, значи тие се договарат, ќе те ставам директор, ќе работиш, ама од тоа ќе ми даеш толку тој процент. Само ќе го одвоиме оно што е вистински трошак за работата, материјали и сето друго, а добивката си ја делат меѓу себе и на крај ќе испадне дека сето тоа било во загуба. Сето дека ние така работиме, сето дека имаме такви директори и работодавачи, ние ќе одиме назад како ракот. Еднаш напред, 3 пати назад. И затоа ни се случува ова. Меѓутоа, треба сите тие предпријатија кои што ствараат загуба да бидат ликвидирани, да се формира наново предпријатие и да му се каже, ако бидеш исти како претходниот, значи ќе бидеш ликвидиран и ќе одиш во затвор. Ако така му се каже на оној наредниот, сигурно дека нема да биде полош, ќе биде подобар од претходниот. А вака како што работат нашите комуналци, работат во комунално предпријатие некогаш, знам како се тоа прави и од прилика, мојот директор во тоа време заработи толку колку што сакаше тој. Благодарам многу за вклучувањето и секако напомена, внимавајте на тајмерот, 90 секунди се предвидени за едно вклучување.
Време е да започнеме и со коментарите кои што пристигнаа на наша адреса, поточно на зидот на Facebook, на црвена линија профилот. Заследете не, пишувате и тоа е учество и тоа се одговори на денешните наши прашања. Ке почнеме со коментарот на Пеце Мицевски. Еве што напиша. Виновни се сите вработени од еден до последен, затоа што молчеле и не превзеле нешто за да обелоденат што се случува таму. Сега нека работат без пари се додека не го исплатат долгот. За жал, така треба да биде. Благодарам многу за господинот Мицевски, кој што верувам не следи во овој момент, а да видиме останатите вие што одговор ќе дадете на денешниот број 02307-005. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Повелете. Значи, одговорни се министрите и владата, а не директорите. Кој е директор приман како најспособен на оглас? Значи се наименува се потрскоци. Се додека се работи со такви плесни, нема резултати. Како би можело јавното предпријатие за градски превоз Скопје да не остварува приход? Кој е приходот? За нафта не заработиле? Каде е еден да прочита од инспекторите, од МВР, колку се наплатиле карти од 1 до 5 и каде отишле парите. Значи, нема врска. Рибата мириса од главата. Опашката и да војават сечеш, она пак избере. Така да не се замајуваме. Сите ситницари нема да набраа загуба. Што може директорот, кога друг му рекол така? Еве, сета чест на господјата Арсовска. Не ќе она да краде, да лежи затвор како господјата Гордана Јанкуловска за партиски интереси. И сега, без пари ти ги возат. Гласачи, добиве Скопје, што добија? Ќе оде со МВР? Така ќе биде. Пешки ќе одат. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Останете понатаму со нас и продолжете да не следите. А ние ќе подсетиме денес во црвена линија, еве што зборуваме со вас. Општинските јавни предпријатија должат 200 милиони евра. Се зборува постојано за развој, ама единствено што расте се обврските на општините. Заглавени се во лош систем, партиска негрижа и директори без одговорност. До кога еве според вас локалната самоуправа ќе живее на кредита, јавните предпријатија ќе произведуваат само долгови и кој треба да одговара за долговите во јавните предпријатија? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Благодарам. Јавните предпријатија знаеме кој ги финансира. Општината. Ако општината ги финансира, тогаш на почетокот на годината нели прави општината проекција за потребите на јавното предпријатие, дали има потреба од нови вработувања или само за сировини или за плати се трошат парите што им се дадени. Ако во текот на годината тие пари што се проектирани се малку, за наредната година нека се проектира повеќе средства, ама да се трошат наменски. Ако се трошат ненаменски, тога се трупаат долгови. Па кога ќе се види дека една година, значи ненаменски се трошеле средствата, а за тоа е највиновен директорот, зошто тогаш му се дава него можност да продолжи наредната година да прави истата грешка? Значи, нека има механизам, начин да се смени директорот или да се смени тој управен одбор што решава за тие пари како се трошат. Ако работи предпријатието нормално, ако не прави долгови, тогаш нека си остане тоа раководство. Ама мислам дека треба да се направи нов механизам да може да се смени таа постава што решава каде се трошат парите, а не само значи да се одоговлекува и да се трупа.
Благодарам за учеството и за кажаното во ова денешно издание. Подсетувам, драги мои, од тие причини го објавуваме тајмерот, се разбира, кој што одбројува 90 секунди, кое што е наменето и предвидено за едно јавување на екраните, за да можете нели и самите вие да си имате увид временски колку одминуваат секундите додека сте вклучени во црвена линија. Но не заборавајте за новите 90 секунди, доволно е да се заврти нашиот број 023070005. Продолжувам секако со ова. Црвена линија денес прашува кој треба според вас да одговара за долговите во јавните предпријатија, бидејќи јавните предпријатија трупаат само долгови и никој не одговара. Па до кога? Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете ве, слушаме. Да ви кажам искрено, многу се радувам што почнавте со емисијата, зашто многу ми недостигаше, зашто сте објективни и реални за да се изрази своje мислење. Благодарам, драго, ни значи не охрабрувате вие што сте задоволни. Апсолутно продолжете така. Сега за темата. Значи предпријатијата јавни, тоа се катастрофа. Кој да одговара? Прво, тој што е назначен за директор. Има година дена да работи. Над крајот на годината се прави завршна сметка. Дали си ги наплатил побарувањето, дали си се разложил со обврските. Никому ништо. Не наплатил побарувања, обврските му се трупаат. Тој што го назначува сега, значи вториот, треба веднаш да го смени. Веднаш, а он има 4 години мандат, пазете. И он си го чува него до крај на мандатот. Значи да го смени веднаш да стаи друг. И ако за 4 години не успее, тогаш не само директорите, него и тој што е на власт што го поставил и тој со се него. Разбирате? Не може предпријатие, дали е јавно или приватно, кој сака нека биде. Таму постојат економски законитости. Имаш начин на наплата, на побарување и долгови. Ако им проблем имаат со наплатата, нека си го решат тоа во институциите, од кои приходи ќе бидат. Ама тие не се трудат да ги наплатат. Ќе им дојде некој кредит, ќе им дадат од владата, и они пак се добри директори. Абе, нема добар директор со негативна завршна сметка, мера. Благодарам и вам. Секако ни значат охрабрувачките зборови, задоволството на гледачите. Се разбира за секој едно издание на Црвена линија. Јас ке потсетам дека ние токму постоиме за граѓаните. Ова е вашиот простор и вашето време. Така да, драго ми, ако го искористите и ова време во кое што се уште трае ова издание на Црвена линија, да дадете одговор на денешното прашање. Според вас, кој треба да одговара за долговите во јавните предпријатија? Ке потсетам дека тоа не е и анкетно прашање на Инстаграм, така да бидете активни во денешната анкета. Имаме 3 опции за одговор, дали е тоа директорот, дали е под Б тој што го поставил според вас кој што треба да одговара, или под В опцијата и директорот и тој што го поставил. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете ве, слушаме во Црвена линија. Вашата најава кога имаше... Ало? Да, продолжи. Дека и вработените се малку се криви. Дако ќе дојде нов директор, ало? Да, ве слушаме, продолжете. Дека викам и вработените има, се прочитавте дека еден... Така, во коментарите виновни стоеше дека се сите вработени. Увек вика директоре, вие сте главен, што ќе да прави? Ало? Продолжете, ве слушаме. И вие сте главени и можете му викат ова набавете, ова ни фали и се тој ако сака да се покаже како директор малце поише троши од средствата. Меѓутоа сега во декември месец тие даваат финансов план до општината, кој што колку средства им треба да обезбедат за текот на цела сега 26-та зборам година. И тоа се усвојува на советот на општината, кој што е градоначалник сега во моментот новиот, и кога ќе дојде за 26-та тие средства, треба он да му се салдо колку обезбедил, толку потрошил. Меѓутоа, ако испаднат повише, да влезе во загуба, онда треба одговара директорот зошто ги влешло, што му била, ако имал некои додатни непредвидени долгови, тој требал да каже во текот на годината. Или евентуално да му се направи ревизија од страна на градоначалникот зашто потрошил средства во текот на таа година ако влегол во загуба. Значи, сакам да кажам...
Благодарам за одговорите. Учеството во црвена линија. Уште еднаш морам да напоменам, ве молам, внимавајте на тајмерот, одбројува 90 секунди се наменети за едно вклучување, едно излагање. Благодарам уште еднаш за гледачката. Ќе продолжиме сега со коментарите кои што ги имаме на Facebook. Пишувајте, бидете активни на оваков начин, секако ќе читаме и коментари. Продолжуваме со она што го напиша Благоја Петровски како одговор на нашето прашање, кој треба да одговара за долговите во јавните предпријатија. И директорот и тој што го поставил. Вака изгледа си права долгови затоа што е државно и се нема никаква одговорност. Треба да се грижи за јавното, односно државното, како за своето приватно. Благодарам многу и за господинот Петровски. Продолжете во текот на ова издание, па дури и по завршувањето на истото со коментари. Бидете активни на Facebook Црвена линија и секако Телма телевизија. Добар ден. Добар ден. Љупчо, повелете да слушнеме кои се вашите одговори денес. Па, ја ќе почнем од позади до кога, додека не престана да се купува социјален мир во државата преку јавните предпријатија. Тоест, политичките партии и власта дека не престана да купува социјален мир и дека не ги остават јавните предпријатија да работат на пазарни принципи. Се до тогаш ние ќе имаме проблеми со јавните предпријатија, со загубите. Зошто го кажувам тоа? Затоа што јавните предпријатија моментално се расадник за вработување на партиски послушници, требало или не требало, и со тоа се троши буџетот на јавното предпријатие по основ на плати. Дали ме разбирате? Вие може да бидете магионичар, но ако не можете да буџетот да го распределите или мора да префрлате од она што се планирале за, да не кажам за обрт, да го делите, да го префрлате у плати, тогаш што може да направите? Земете го ЈСП. Министерката за образование јавно одбива да му го плати долго што средошколците и студентите се возат без пари по автобусите. И како се да тоа предпријатие, тој директор да стопанисува, да не кажам економски, правилно, кога не може, кога му фалат пари? Или пензионерите. Кој го плаќаат за пензионерите тоа што се возат без пари? Тргам да прашам. Значи, ете гледате како едно купување социјален мир. Или реклама. Па не можете денеска. Нафтата на берза не е без пари. Зато и нема добавувачи често во ЈСП, секој само една фирма го зима тендерот. Нека другите да играат. Едноставно, нека да чекаат на Благодарам за учеството и ве досега можевме да слушнеме различни одговори, ставови токму на денешното прашање. Јавните предпријатија трупаат само долгови и никој не одговара. До кога? Ајде да слушнеме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака, дали јавните предпријатија имаат директори, а шефови на сметководства, финансиери, некој што води сметка за наплатата, и ако има, дали тие воопшто слушнале за законот за финансова дисциплина? Продолжете, ве слушаме. Таа неодговорност и тоа непратење на документација и тие не контроли за финансиски сравнувања доведуваат до натрупување на такви долгови и за тоа никој не одговара. Буквално оди на работа, врати се, кога ќе платат. Треба некои луѓе што се вработени да станат и да се одлепат од столица и да тргнат, да одат на финансиски слагања, на коментари, да видат, да спојат картици, да видат може некоја фактура не добиле, како тоа нема и готово. Толку се завршува предметот. Не е целата суштина во тоа. Кој треба и според вас да одговара за долговите во јавните предпријатија? Шефот на сметководство, тој што е управител, ако е помала фирмата, шефот на сметководство, финансиери, управата за јавни приходи, кога ќе дојде да контролира данок, таа не го гледа само данокот, таа ја гледа и финансово работење, гледа и долгови, должничко-поварувачките односи, па иде завршна сметка, малку нека се размрда. Благодарам за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Еве, ќе продолжиме и ние со коментари кои што пристигнуваат на профилот на Црвена линија на Facebook.
Ке продолжиме со она што го напишал Алекс Андар. Конкретно е прашање. Кој треба да ги врати долговите во јавните предпријатија? Па ајде да видиме останатите кои што ќе се вклучувате во црвена линија, кој ќе биде одговорот и на ова прашање на Алекс. Добар ден. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Вак, не знам кој ќе одговара за долговите во јавните предпријатија. Само се прашувам, кој ќе одговара за лицата со хемофилија кои што немаат лекарство? Тоа ме интересира. Имам син, лице со хемофилија. Многу малку добива лекарство. Ова ќе го разгледаме и поставиме како тема. Вака. Значи, јас толку сум изморена од живото, што не знам никој што прави, никој што зима, никој што дава. Мене единствено што ме занима е кој ќе одговара што децата со хемофилија немаат лекарства, а треба да живеат, да учат, да работат. Вие, како новинари, мислам дека некој од надлежните што се дали министер за здравство или за фонд, треба да си стават прст на глава и да размислат како може едно дете, еден дечко, еден маж да живее со лице со хемофилија, која што е неизлечлива болест, а да нема лекарства и да треба да трче секоја недела по лекарства, каде што порано беше давано лекарства за цел месец. Ве прашувам и дали ќе може некој да одговори на ова прашање. Добро, благодарам што го споделивте ова со гледачите и јавноста во црвена линија. Јас ќе подсетам понатаму, секако во ваков случај црвена линија на драго срце ќе ги разгледа сите ваши предлози за теми и она што ве засека. Денес конкретно зборуваме за јавните предпријатија и ќе подсетиме дека токму тие должат 200 милиони евра. Па кој треба да одговара за долговите во јавните предпријатија според вас? И како што напиша и веќе надополниме Алекс Андар, и кој треба да ги врати долговите во јавните предпријатија? Добар ден. Добар ден и убав ден, ако сум јас. Вие сте, повелете. Па вака сега, значи ја не знам како им поминува завршната сметка во управа за приходи. Прво ќе почнеме од тоа. Значи завршна сметка треба да биде како што треба да биде за да ви помине во управа за приходи. Дали управа за приходи пие кафе тогаш кога се носи нивната завршна сметка, не знам што да кажам. Значи има толку што може одма да се види како се работи и што се работи. Значи вие да имате тендер, да набавувате не знам таму за резервни делови, а да не се поправат автобусите, да не постојат такви автобуси, значи ви тие пари некој ги земал. Сега тој што ги земал тие пари треба да ги врати. Значи тука имате шеф на книговодство, имате финансов директор, како им е сега целиот протокол, секоја фирма се има башка, имате директор, значи имате повеќе секторски директор, финансов, па не знам, генерален директор и така по протокол. Значи сите тие мора да бидат информирани прво од книговодство, од финансови. Значи секоја оваа фирма има финансови. Значи таму сите моаѓа. Влези фактура, излезна фактура, дојдовна, кој што купил, дали постои. Парите нигде ги нема. Значи сега треба сите тие што се директори таму, како што ги кажат, тие сите да одговарат и да ги вратат парите. Затоа што тие пари се земени со злоупотреба. Набавена нафта, а уствари нема нафта. Нигдека пари земени. Делови и ред други работи. Значи тие се пак директорите од тие фирми што они не гледале или гледале и управа за приходи треба да одговара. Фиктивни сметки тука, како е тоа? Значи управа за приходи треба... Благодарам за споделеното со гледачите на црвена линија. Подсетувам, контролирате го времето преку тајмерот кој што се објавува на екраните, а за едно вклучување се предвидени 90 секунди. Еве уште еден коментар од Ди Хектопов. Напиша: сите директори од јавната администрација во локалната самоуправа според Законот за кривична постапка член 28а точка 3 и 4 не одговараат за дела сторени во име на правното лице. Затоа досега никој во општините не одговара. Законот ги штити. Благодарам и за Ди. А ние продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Дали се слушаме?
Добар ден. Секако ќе дадам малку време, се надевам дека не се блокирани линиите, понекогаш знае тоа да се случи, но како и да е, се уште траеме, така да бидете активни и на социјалните медиуми. Ке подсетам, анкетата се уште прибира ваши одговори, што значи некаде по рекламите, конкретно ова денешно издание, ќе ги соопштиме и резултатите од оваа денешна анкета. Кој треба да одговара за долговите во јавните предпријатија? Под А директорот, под Б тој што го поставил, или пак под В и директорот и тој што го поставил? Добар ден. Добар ден. Убав ден во црвена линија сте, ве слушаме. Ја мислам и тој што го поставил, зашто претежно директорот е поставен од партиски и партијата е соучесник во она. Иначе таа че го смени, таа намерно го држи таму за да работи во негатива и за партијата. Тој не работи, не може лично да одговара, па тој работи по препорака на партијата. Ако има тендери некој, не му е важно тој дали ќе потпише. Ако добие наредба од партијата, тој го прави, зашто партијата го поставила и таму дава услови. И тендерот што е, партијата го зема и партиски луѓе управуваат, не е само директорот крив. Значи, одно да се знае, еве, ако е градоначалник од ВМРО, и директорот е од ВМРО. И тој треба и ВМРО као партија да сноси одговорност, зашто тој директор не работи сам. Работи заедно со партиски луѓе. Работи, тој добива директива од партијата. Од ВМРО, например, ако е од ВМРО, си добива од партијата. И сите тендери, сите махинации, сите која фирма да работи или од која бензин да земи, например, јавно предпријатие, партијата, партиските раководства му кажуваат што да прави. И тие го поставува и тие. Значи, тука треба да се одговара. Ја не знам јавно предпријатие за... Благодарам за одговорите на денешните прашања. Подсетувам 90 секунди, внимавајте на тајмерот. Еви и коментар кој што го имаме на профилот на Телма телевизија, каде што црвена линија секојдневно и на зидот на Фејсбук на Телма телевизија ги објавува темите за кои што во живо говориме со вас. Пеце Лавчановски напиша: секој оној кој верифицира, односно подпишува документ, исправа, пресуда, а при тоа не одговара за штетните последици, туку штетата ја плаќа државниот општинскиот буџет. Ете, тоа е одговор на прашањето кој треба да одговара за долговите во јавните предпријатија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете. Многу интересна тема. Во секој кој треба да одговара за долговите на јавните предпријатија. Директорот или тој што го поставува? Апсолутно политичката партија. Затоа што политичката партија е таа што ги избира представниците во власта и преку нејзе одат и директорите. Замислете го абсурдот. Ние ВМРО ја избра Даниела и добивме едно огромно извинување. Што е со одговорноста? Каде е одговорноста? И не можам да го разберам овој народ. Сите градоначалници во изминатиот период постигнаа негативни резултати. Очигледно е дека е огромна корупцијата, да се прикријат неспособностите и делата што ги отвариле преку непотизам, преку условувања и така натака повторно добија. Значи, клучен виновник се политичките партии. Тие се тие кои што одговараат. Ништо пиле не може да прелета во ВМРО без Мицковски да даде одговорност. Каков градоначалник, какви бакрач. Тоа са ги врапците го знаат. Меѓутоа, какво фајде имаме ние како народ? Извини, погрешивме. Те молам, извини, погрешивме во партија. А пред граѓаните не има да сносите одговорност. Благодарам за учеството во црвена линија. Почитувани, време е да ги погледнеме рекламите, не го менувајте каналот, по рекламите следуваат и резултатите од анкетата.
Па да погледнеме како одговорија на денешната анкета на Црвена линија сите оние кои што не следат на Инстаграм, ако не сте меѓу нив, заследете не во овој момент и секако учествувате веќе во утрешната анкета. На прашањето кој треба да одговара за долговите во јавните предпријатија, под А, директорот одговорија 26%, под Б, тој што го поставил 5%, а под В и директорот и тој што го поставил одговорија 69%. Благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Секако утре во нашиот стандарден термин, повторно со нов предизвик, нова тема. Не заборавајте да кликате на telma.com.mk за да бидете целосно, квалитетно и брзо информирани. А продолжете да гледате Телма, бидејќи следува да си кажеме со Горан Петрески.